Добро вечер, почитувани, и добродојдовте во уште едно издание на Спорт 1 петок, 1 ТВ, 21 час од време за спортските минути, за 1 час информации и анализи и секако актуелни случувања поврзани со спортот како на домашната, така и на меѓународната спортска сцена. Додека светот или планетата се занимава со фудбалската лига на шампионите и додека оној успех на Ајакс и на Манчестер Юнајтед е главна топ тема во светските медиуми, кај нас вниманието е насочено кон она што не очекува веќе в сабота, утре, а тоа е големото дерби меѓу Работнички и МЗТ Скопје Аеродром во нашето домашно кошаркарско првенство. По тој повод, по повод на вечното дерби, во студиото на 1 ТВ се тренерите на двата тима. Велам добре дојде за Марин Докузовски, тренерот на Работнички. Добро вечер. И велам добре дојде за Ѓорѓи Кочов, тренерот на МЗТ Скопје Аеродром. Добро вечер и од мене и до вас и до гледачите на вашата телевизија. Ви благодарам што одвојувате време, што се одзовте позитивно на поканата и покрај тоа што денеска е 8 март, ќе ги поздравиме припадничките на понежниот пол, верувам дека имавте и други активности. Но малку не спасивте тука. Но кошарката мора да биде важна, мора да биде главна, мора да биде број 1, затоа што в сабота Скопје живее за големиот надпревар. Работнички е домаќин, има добар скор во дуелите со металците. Како овој пат, какви се очекувањата и подготовките за она што ве очекува против лутиот ривал Докузовски? Па добро, јас сум еден од тие што најмногу можеби како учесник на овие дерби надпревари најдолго време и многу добро ги познавам овие дерби надпревари. Секој надпревар меѓу МЗТ и Работнички секогаш бил интересен, без разлика тимот на Работнички или МЗТ на кое место бил на табелата и со каков состав бил во тој момент. За мене не значи ништо ова што сме ние во моментот на прво место на табелата, има уште многу да се игра, меѓутоа филингот на тие дерби надпревари е секогаш голем и секогаш било кој тим сака да го добие тој надпревар. Некогаш се случувало и Работнички да биде на многу пониско ниво, мислам, на табелата, па да го победи МЗТ или обратно. Се подготвуваме како за секој надпревар. Морам да кажам дека ова е за нас сепак голем предизвик. Имаме малце повреди, имаме проблем со повреди, затоа што ни се повреди Кире Николовски, нема да настапи на не само на овој надпревар, него подолго. И другото е што јас стварно како тренер не можам во моментов да проблем за нас е што не ја знаеме точната форма на играчите, затоа што веќе еден месец ние немаме надпревар. Знаете и сами, минатото коло бевме слободни, пред таа недела беше репрезентација, имаше активности, пред тоа требаше купот да се одигра, се одложи, така да. Меѓутоа, кога играат МЗТ и Работнички, тогаш нема попуст, мора да се даде се од себе, нема правдање, мора да се оди на победа. Кожов, еден лош скор има МЗТ Скопје Аеродром против Работнички во последните неколку надпревари. Оваа пресметка доаѓа по оној, би рекол, лош пораз за МЗТ Скопје во АБА 2 конкуренцијата. Имавте доволно време да размислите, но и на некој начин да се подготвите. Како вие гледате на ова големо дерби во кое што влегувате против еден многу поискусен тренер од вас, можеби и ваш ментор? Значи, за нас ова е, може да кажам дека доаѓа на овој надпревар во еден лош момент, бидејќи предваден игравме битна утакмица за нас, која за жал изгубивме, кај што патувавме 20 часа, кај што немавме доволно време за одмор, да ги одмориме играчите. Меѓутоа, како што кажа и колегата Марин Докузовски, дерби е дерби и мотивација и енергија ќе црпиме од секдека. Мислам дека победата ќе одлучи оној што ќе биде помотивиран, оној кој ќе има повеќе желба и како што може они да не победат во МЗТ, верувам дека може и ние. Има добра екипа, искусна, која што долго време се заедно. Ние имаме проблем исто со повредени играчи, например, имаме проблем кај што Бубе Младеновски ќе го немаме надпревар, го немавме Марко Симоновски долг период на тренинг. Али што е тука, ќе собереме сили, ќе даеме се од себе, тоа е тоа. А во однос на оној скор што го рековте за лош скор со Работнички, вајда претпоставам мислевте на оној скор од прошлата сезона и сега што изгубивме Јане Сандаски, да се согласувам. Тоа беа све утакмици на топки, на една-две топки буквално. Се надам дека оваа година ќе се сврти на наша страна среќата, па може да ќе биде обратно. Велиме вечното дерби меѓу Работнички и МЗТ Скопје Аеродром, престиж, амбиција, резултат. Паметиме
и ние помладите, но многу повеќе од сеќавањата и од муабетите на повозрастните кои што сакаат македонската кошарка, дека дојдите на МЗТ Скопје аеродром и на Работнички и во градски парк и во популарната Лименка предизвикува ерупција од настани во нашата метропола, тоа никако како да спласнува, како Скопје да живее само овие 3 дена со дербито. И дали е тоа вистински така? Дали впечаткот и во составите и кај играчите и кај вас како тренери е издека се губи малку драшта на ова дерби? Па да, тоа е точно, затоа што порано и МЗТ и Работнички, поготово за Работнички можам да кажам дека имаше многу посилен и состав, и МЗТ и игравме сите и на меѓународни надпревари, и самиот интерес на, ако памтите во тоа време, уствари Македонија се оддели, стана самостојна и тогаш стана многу интересно македонското првенство, затоа што пред тоа Работнички играше во Југословенската лига и немаше толку интерес во тие надпревари во домашно првенство. Меѓутоа, од тие години, 90-тите години до 2000-та година, можам да кажам дека интересот беше многу голем, затоа што сепак беше тоа некое ново првенство, се правеа доста квалитетни екипи, имаше и МЗТ и Работнички, многу квалитетни екипи, и навистина имаше и голем број на луѓе што сакаат да го пратат тој надпревар, тоа дерби, и мислам дека во последните години и самите клубови малце паднаа. Не зборам за последниве 2, 3 или 5 години, зборам за еден период, сега почнува повторно да се актуализира ова дерби. Мислам дека во еден период сосем беше на многу ниски гранки. Очекувам дека постепено, дека повторно ќе се вратиме на тоа и повторно ќе го побудиме интересот кај љубителите на кошарката, затоа што, да видиме искрени, без некого да навредам, во Македонија единствено право дерби е МЗТ и Работнички. Кочов, во составот на Работнички има многу искусни кошаркари, во составот на МЗТ Скопје има играчи кои што оваа сезона играа сериозно тешки надпревари. Во АБА-2 конкуренцијата и покрај тоа што е втората по квалитет АБА, има тимови кои што можат да предизвикаат многу посериозни подготовки и ритам. Од тука и можеби истрошеноста на делот играчите во ростерот, но колку тие надпревари во АБА конкуренцијата помагаат за ова дерби? Океј. Вака, прво ми е драго што имам можност да одговорам, затоа што гледам дека има еден скептизам и едно подценување на таа АБА-2 лига. Мислам дека тоа е тотално непознавање. Ако кажеш АБА-2, тоа не е втора лига, него тоа е се сите прволигашки екипи од бивша Југославија. Значи тоа се прволигашки екипи, тоа не се второлигашки екипи. Например, Приморска го освои купот, декласирајќи Унион Олимпија 20 разлика. Или Зрински е шампион на Босна, или Динамик игра егал утакмица со Звезда на 50 секунди утакмица, или игра Чачак со Мега на 1 минута до крај победа. Значи, во однос на тој дел, АБА-2 е доста цврста, доста квалитетна лига. Меѓутоа гледам дека тука има некој скептизам, али добро, може би е непознавање. Ќе ве прекинам. АБА-2 е надпреварувањето кое е најквалитетно, каде што настапува македонски клуб, странско надпреварување. Ние немаме клубови во Евролига, ние имаме клубови во Бибал конкуренцијата, што не е на исто рамниште со АБА. За жал е така, например, и тоа мене многу ме боли, затоа што кога збориме сега ние за дербито, тоа е супер стварно. Утре навистина е добро за градот, живее градот, поделен е градот, тоа се престиж, препукување и тоа така треба да биде. Меѓутоа во однос на кошарката као популарен спорт во Македонија, мислам дека е изгубен. Освен Гостивар кај што е стално преполна салата и ние на некои надпревари кај што имаме добра навијачка група која стално не бодри секоја чест за нив. Меѓутоа мислам дека тоа е недоволно. Во однос на спортската јавност мислам дека не е заинтересирана за кошарка како што била порано. И тоа е голем проблем и највише треба да се насочат на сите клубови треба да се насочат на организацијски дел и како кошарката се популаризира и така ќе ја дигнеме кошарката. А во однос на тоа што ме прашавте, ние првиот дел од сезоната свесно го ризикував. Не знаевме што не чека. Мислам дека имаме комплетен тим направено, меѓутоа имаме огромен проблем што екипата нонстоп ја тренирав и ја спремав кај што играат 4 странци. Во Македонија знаете играат 20 странци. Например, ние утре играме со Работнички, а јас имам само еден висок домашен играч. И сега имам џабе 4 странци кај што не можам да ги искористам. Меѓутоа тоа беше свесно калкулирање за да се влезе во плейоф во АБА лига, каде што нели со влегување во плейоф лигата, после сакаме и
финале, каде што тоа финале и евентуален пораз ти носиш шанса да влезеш во Алба 1, каде што мислам дека во моментов е голем престиж да МЗТ се врати по некој природен тек во Алба 1. Ме разбирате, значи со мука, со пот, со мака, со пот во Пешо напорна работа. Да. Да кажам нешто. Словно Мари. Во однос на интересот за овие не само дерби над превари, за кошарката е намален интересот во Македонија. Мислам дека одамна не сум учествувал во една спортска емисија каде што се збори за кошарка. Мислам дека кај нас во медиумите е преоптеретено со политика. Значи во секој ја кажете ми која спортска емисија има во Македонија, на која телевизија за некој да слушне, да види па да сака да игра кошарка или да дојде. Покрај ова кај што следува. Значи јас пак ќе кажам, порано кога игравме МЗТ работнички па и со други клубови, цела недела имало интервјуа, се зборувало зашто, како, кој ќе игра, кој нема да игра, зашто ќе биде. Извинете, ама денеска само се зборува за политика кај нас. И затоа спортот полека ни е на пониски гранки. А видиме реални Македонија како кој ја представувал најдобро до сега? Кој дознал за Македонија негде надвор од нашата држава? Само преку спорт, преку клубовите репрезентации, културни, преку уметници, само на тој начин. Така да мислам дека и треба малку да се смени во тој поглед. Така ќе се врати интересот, значи не е само до нас тренерите, до играчите, него се тука малце мислам дека треба и самите медиуми малце да дадат повеќе интерес кон спортот. За да ја заинтересираат, извинете, и државата малце повеќе да инвестира во спорт. Во однос на таа тема се проблематизира прашањето повеќе од 5 години, од лично искуство говорам, за се она што досега е сработено и направено преку медиумите, каде што јас сум работел и учествувал во сите дебати и анализи, едноставно како публиката да изгуби желба за спортот. Не е проблемот само во кошарката, празни се салите и на ракометните надпревари, имаме огромен стадион во Скопје, треба да дојде Шпанија за да има повеќе од 20.000. Во домашното фудбалско првенство имаме по 50-60 навивачи. Тука мислам дека проблемот е многу поглобален, не е само со кошарката тој пример, Не, но тоа е за сите. Јас општо сега пошто јас сум во кошарка, затоа го спомнав како во овој сегмент, како во кошарката. да се има амбиција, што значи во едно вакво дерби? Што значи да се победи, што значи да се загуби? Значи, пак ќе кажам, може 5 надпревари да изгубите во првенството во Македонија, ако го победите МЗТ, сте среќен. Значи, можете 5 надпревари да победите, кога ќе го изгубите дербите, сте несреќен. Значи, тоа е ривалитетот. Тоа е она што е, значи, сите зборуваме на таа тема. Сега точно е дека кажувате дека на пониско ниво е, меѓутоа се надевам од време сега, како поминува времето, дека мислам дека ќе се врати дербито и затоа треба да допринесеме и ние како клуб работнички и МЗТ заедно. Од друга страна, порано, во неколку по години наназад, нити МЗТ, нити работнички не инвестираше многу во своите школи и не произведуваше играчи. Мислам дека сега и двата клуба се вратија на старите патики и дека сега потребно е време, не може тоа преку ноќ, со воведување на ова правило да играат повеќе домашни играчи, ќе се створи повторно интерес, ќе има повеќе деца и така да тие ќе си доаѓаат на надпревари и така ќе се створи интересот повеќе. За нас утрешната утакмица има и резултатско значење, затоа што со евентуална победа би се изедначиле со работнички. Кај што се сложувам дека има уште многу за играње, меѓутоа секоја победа е важна, затоа што мислам, например, таа домашна предност што имаше лани работнички може да донесе и финалето, победникот. Така да, ние као на секој надпревар, професионалци сме, ќе пробаме да победиме. А што ќе биде остана утре, како ќе изреагираме, како ќе изреагираат играчите, од многу фактори зависи. Како ќе изреагира публиката? Се најавува и присуство на гостински навивачи. Јас се надевам на фер и коректно навивање. Прошлата сезона мислам дека се заврши во најдобар ред, така видите на вакви дерби надпревари, не одлучуваат тренерите, да знаете. Тоа сме ќе ви го кажам од искуство. Че тука е моменталната инспирација на играчите. Меѓутоа, ако ќе го изгубите надпреварот, крив е тренерот. Тоа не пише на правило. Тоа не пише на правило. Статистички гледано, 143-то дерби ќе биде ова. 143-то соочување на МЗТ Скопје и
На Работнички 87 победи има најтрофениот, металците 55 победи, се уште далеко е разликата за израмнување на дуелите, но сакав да ги издвојам оние последни пресметки на Работнички МЗТ Скопје во пролигашката конкуренција поради бројот на постигнати поени. Последниот пат кога игравте во ноември на 12 победа на Работнички на гостински терен 90-88. Претходно во мај 2018 87-84, 75-76. Нема надпревар каде што недостига ефикасноста. За разлика од некои други пресметки во нашиот домашен шампионат, па и кога вие учествувате против други клубови, а не е вака изразено висока, тоа е само отсликување на желбата да се победи, па не се размислува многу на одбрана, или се е друго, друга димензија добива надпреварот? Видите, на тие надпревари, тоа е посебна мотивација кај играчите и нормално дека знаете што, кога сакате некој играч кога го пуштите во сала да се загрева, секој зима топката и шутира на кош. Никој не земал да игра устав, да игра одбрана, да вежба одбрана како ќе брани. Така да кошарката е за интереси на публиката е кој ќе даде повеќе поени. За нас тренерите е поважно да примиме помалку поени, затоа што може некојаш да не ви оди во напад, па ќе гледате со добра одбрана да може да компензирате. Меѓутоа, кога е дерби надпревар, секој дава повеќе од своите можности и затоа сега и кошарката оди напред, и играчите, така да има разни ситуации каде што тешко се бранат и затоа има повеќе поени. Имавте замерки на играта во одбрана на вашите играчи? Значи, тој период, ако следевте, ние бевме далеку до нова година, бевме далеку први и сега сме мислам први во АБА лига по постигнати поени. Значи игравме на многу последи, иако морам да кажам, Работнички изузетно квалитетна напаѓачка екипа кај што знае стално кај те напаѓа и можеби и ради тоа беше. Меѓутоа ние у континуитет тој период и дававме многу и примавме многу. Така се надам утре дека стварно ќе одиграме подобро од тоа. Ќе ги слушнеме Соколов и Вударт, што велат тие за ова дерби, како го гледаат надпреварот против Работнички. Не успеавме да забележиме и да земеме изјави од играчите на Работнички, но ќе им оставиме простор секако за следното дерби, за да се видиме одново на тренинг и да поразговараме и со нив. Овој пат предност им даваме на гостите, ги гледаме изјавите кои што ги сними колегата Слаген Ивковиќ. Соколов, ви предстои големото дерби со Работнички. Ќе успее ли МЗТ да прекине оваа лоша серија во битките на големото дерби, 4 порази пониза и да се вратите на лидерската позиција за сега? Па да, како што кажавте, утре ни предстои градското дерби Работнички МЗТ. За нас доаѓа во малку незгоден момент, каде што изгубивме во втората АБА лига од Сутјецка. Доста лош пораз за нас, но се надевам дека утре со една борбена игра, максимално залагање и испочитување на задачите дадени од тренерот, дека ќе успееме да направиме брейки, дека ќе дојдеме до таа прва позиција која носи предност во домашното првенство во плейоф. По неколку годишна доминација Работнички од минатата година се врати на тронот во македонската кошарка. Има ли квалитет во МЗТ моментално да си го врати, нели, да си ја врати титулата во својот дом? Па да, минатата сезона Работнички успеа да не победи во финалето на плейофот. Оваа година направивме реконструкција на тимот, донесовме нови играчи. Се надевам дека сме спремни да го прекинеме серијата на Работнички и дека ќе успееме да го вратиме тронот во редо. Соколов, што мислите, дали може да влие на домашната титула тоа што МЗТ се натпреварува на два фронта за разлика од Работнички? Па мислам дека нема да влие, бидејќи МЗТ оваа година има доста голем ростер на играчи, иако во утрешното дерби ќе настапиме ослабени, бидејќи имаме двајца повредени играчи како Марко Симоновски и Љубомир Младеновски, односно тројца и Андреј Масенко. Но мислам дека останатите кои ќе излезат на теренот дека ќе дадат максимум од своите можности и дека ќе успееме да победиме. Очекуваме да започнеме агресивно, да играме во наш стил, да играме фер.
Возбудени го очекуваме дербито, знаеме дека ќе има добра атмосфера. Ќе дадеме се од себе за да победиме. Тимот е одличен, подготвени сме за оваа сезона. Се обидуваме да останеме здрави и ако имаме неколку повреди, ќе се обидеме да го дадеме максимумот од ова што го имаме. We had some injuries, but we're trying to stay healthy and do what we can with the players we have. Слушнавме дел од очекувањата, високи си секако размислуваат на победа во таборот на МЗТ Скопје аеродром, но покрај големото дерби веќе за 5 дена ги очекува и следниот предизвик во АБА 2 конкуренцијата, а тоа е надпревар против екипата која ве очекува и во продолжението од сезоната во АБА 2. Колку ќе остане простор за калкулација или доволни се 5 дена за подготовка за следната средба? Значи, во АБА 2 лигата ние се доведовме у таква ситуација да немаме шанса веќе за тоа второ место. Иако го победивме Спарс таму еднаш на гости. Резултатски нема ништо значи. Ние до сега, освен од Приморска пола поен, ние немаме друг пораз во АБА лига на домашен терен, меѓутоа на страна некои утакмици што мислам дека требаше да се добијат, не ги добивме. Од тој поглед мислам дека можевме подобро да завршиме. Али што е тука, ќе пробаме на Спас да идеме во гости со сите сили да победиме. Таа една победа се игра до 2 добиени, после би ни дошле дома, али како ќе биде, ќе биде. Ние ќе се спремиме максимално за да победиме. А оваа утакмица што доаѓа сега средна недела, мислам дека се ќе зависи од тренерот, прво со кој ростер би дошол. Јас сум на негово место, не би ги носил главните играчи, не би ги носил 12 сата со автобус, кога пак игра за една недела. Али се ќе зависи од него. Он како би играл он, дали он би бил фул состав. Мислам дека резултатски што не значи утакмицата. Мислам дека они ќе се кријат, што е нормално. Мислам и ние. И тоа е нормално? Да, нема после поправа. Влез у финале е огромна работа. Иако беше тешко и до полуфинале, до плейоф да стигнем, реално. Но важно беше да се стигне до тоа место. Како не, апсолутно. Секако успех е за еден македонски клуб, но како работнички гледа на АБА 2 и АБА, се гледали во ова надпреварување, посакували да биде дел од ова нешто или може би од нешто поголемо? Видите, за мене, кога се формираше таа АБА лига, АБА 1 зборам, мислам дека се формираше од сите овие наши, од сите поранешни ју простори, од сите републики требаше да има по еден представник и мислам дека и денеска требаше МЗТ да игра во таа АБА 1 лига. Без разлика што минатата година се случи да испаднат од лига. А било да е работнички, било да е Блоготех, на еден представник мислам дека требаше да има. Така да мислам дека и на МЗТ во моментов местото му е во првата АБА лига. Меѓутоа таму еден блага, така Джоле? Првиот влегува директно, вториот игра бараж со така да ќе биде многу тешко. Не е така едноставно да влезе. Таму имате приморска тим кој што инвестирал многу пари и нема да му е лесно на МЗТ да види. А второ, во баражот е многу битно со кој тим ќе игра, ако не де Боже не влезе директно, ако биде втор, така да мислам дека треба сепак да биде малку полесно тоа влагање, зашто било кој, ние ако сакаме и кошарката на се треба и АБА лига малце да мора да има еден представник од Македонија. Така беше Соколи остана во лига, тогаш па го тргна од лигата. Што беше преседан на некој начин. Па преседан, така да можеш и минатата година колку пати оние имаат проширено лигата, ќе испадне некој словенски тим или хрватски и пак останувале во АБА лигата. Така да мислам дека еден тим наш македонски без разлика кој место му е таму да игра во првата лига. Джоле се согласувам, мора да се согласувам. али пред МЗТ кога влезе во АБА 1 лигата, тоаш беа и ингеренциите на клубовите беа друга, сега буквално лигата е на клубовите. И затоа и се променети тие. Се промени и системот, се промени правилникот и статутот. Малку како приватна лига. Мислам дека е жално дека имаме само еден представник во АБА лига, макар и АБА 2, затоа што мислам дека мора клубовите да представуваат кошарката надвор. Жално е, например, Македонија, можеме да кажеме мала или не знам како, окей, се согласувам. Меѓутоа, еве, Црна Гора е 500.000 жители, има екипа во Евролига, има една екипа во Еврокуп, има 2 екипи во АБА 1, има 2 екипи во АБА 2.
Значи, да не збораме Словенија или Србија или да не се навраќам на бивши југ простори. Мислам дека мора да се, како што кажа и колегата Марин, мора да се вложи малку во спортот, затоа што мислам дека спортистите и спортот се најголеми амбасадори. А без пари никогаш немало резултати. Виде, треба инвестиции, мора државата да не почне да инвестира малку повеќе во спортот. Сега е малку и поразлично времето, многу полесно се доаѓа до информација во однос на едно време кога вие почнувавте во кошарката и повеќе се свесни и луѓето, и играчите, и тренерите, што се може да заработат надвор од Македонија, а што заработуваат или би требало да заработуваат во Македонија. Да начнеме темата околу квалитетот на домашното кошаркарско првенство, на конкуренцијата за не само за титулата, него и за квалитетот. Домашните играчи, така? Да, за македонските кошаркари. За македонските играчи. Па видите, имаше тука еден проблем, затоа што неколку години во Македонија имаше право да играат по 6 странци. И тие 6 странци, вие како клуб, нашите клубови немаат толку финансии да можат да плаќаат 6 квалитетни странци. Значи, објективно во Македонија и МЗТ и работнички, и Благотекна и било кој да е клуб, можете двајца квалитетни зборам од кои што можат другите играчи да научат нешто и да напредуваат. И ќе имате 3 играчи македонци и децата ќе сакаат да играат кошарка, ќе знаат дека играат. А сега што се случи кај нас? 6 странци половни, тие си играат, си заработуваат пари, дали играат за МЗТ, дали за Соколи, дали за работнички, дали за Благотекна, не е важно. Тие си доаѓаат тука, си ги заработуваат парите, нашите деца не можат да одат напред и постана еден вакуум. Имаме проблем со репрезентација, нема кој да игра за репрезентација, нема нови деца, така да сега со овој новиот закон што го донесе КФМ дека тројца македонци мора да имате во петорка, ни е тешко во моментот и нас како тренери, секој тренер сака да има добра екипа, да бидеме искрени. Затоа што кога ќе победиш, остануваш како тренер, ако изгубиш, те менуваат. Меѓутоа, ако сакаме да оди кошарката напред, мора малку да се инвестира повеќе, имаме вакуум сега, меѓутоа да се издржи неколку години и да ќе видите за 2 години, 3, ние ќе го вратиме квалитетот на македонски кошаркари, затоа што не може да ми каже никој дека нема таленти. Кучев, како е твоето мислење по ова прашање? Моето мислење во однос на ова е малку поделено. Се согласувам во голем дел со тоа. Ова правило сега се согласувам со тоа дека ова правило за некој време сигурно ќе вроди плод. Затоа што со самото играње и со самиот третман што го добиваат ќе дае некој плод. Меѓутоа прашањето е на кое ниво ќе бидат тие играчи. Тоа е многу побитно. На кое ниво ќе можат они да играат? Дали они ќе можат да донесат на светско првенство, како што сега отиде, дали ќе можат да завршат четврти, како што завршија Марин Докузовски и екипата него? Тоа е прашањето. За да биде потемелно, мислам дека се потекнува од организацијата на клубови, затоа што, како што кажа и Марин, се согласувам дека има таленти, меѓутоа популарност нема. Нема квантитет, не може да се направи правилна селекција. Нашите најдобри деца, имаме талентирани, сега не ги набројувам, што се играат, што се екстра таленти, на наши бивши кошаркари, сегашен имаме Нено Димитриевич Шпанија, значи екстра таленти, они не играат во Македонија, у матична земја на 14-15 години. Тоа е катастрофа, али не се криви тие деца, но се криви клубовите, што не можат да ги задржат и не можат да им понудат ништо. А сегашните деца е лесно, имаат интернет, имаат ова, можат многу лесно да се информираат, можат многу да видат перспективата што им се нуди тука. Се потекнува од организација на клубовите, односно од некој да ги помогне клубовите, да имаме финанси, да намести здрави темели. Со правилен пристап, тренинг и работа, да, ова сега ќе дае некој резултат. Меѓутоа нивото кое ќе биде на тој играчи, се сомневам дека ќе биде на високо репрезентативно ниво. Тоа е моје видување во однос на се што сега што гледам. Може би не сум управа, ќе видиме за некој време. Како може да ја коментираме иднината или перспективата? Може ли да сонуваме дека еден македонски клуб во блиски иднина би играл во посериозно меѓународно клубско надпреварување? Видите, за тоа се потребни финанси. Значи, за да дојде до такво нешто, сега гледате го Фенербахче, европски шампион, колку играчи имаат турски што играат? Многу малци, така? Значи, за да збориме сега за клубски рамки, да отидете да играте надбор во некое надпреварување, не мора да е Евролигата. Сега ние нека играме во УЛЕП куп или во ФИБА, таму Евролигата. Потребни се големи финанси, потребна организација, потребни се, значи,
ова што го имаме ние како работнички МЗТ треба да се тоа многу поголеми, на многу пониско ниво сме ние. Така за да дое такво нешто треба многу повеќе финансии, меѓутоа тоа треба државата да одлучи, нека каже тој клуб киде во кошарка, во ракомет, во фудбал, ние мора да одиме напред со спортот, да се инвестира малце повеќе. Ја морам да се надоврзам во однос на тоа во клубот кај што работам. Организацијски е екстремно добро поставен. Не знам како бил во изминатите години, меѓутоа организацијски е поставен Евролига. Али како што кажа Марин Докузовски, за да играш Евролига, тоа се сериозни финансии, мислам, тоа е у моментов мислам дека незамисливо. За државата да застане за тој проект можеби е незамисливо. За разлика од ракомет кај што може да станеш европски првак со 5 пати помалку буџет. Во кошарка не. А да не зборуваме за фудбал, кај што се знае. Второ, во светски рамки, во однос на финансиите, прв е фудбалот, па потоа е кошарката, па трета ракометот. Во однос на висината на платите, инвестициите и колку тоа чинат играчите и раскинот на договорите пред време. Во Европа, да. Во Америка рак. Во Европа. Зборувам за европската кошарка затоа што ние не би можеле да играме во NBA. Домашното првенство влегува во оној завршен дел, полека но сигурно можеме да кажеме дека се очекуваат завршните надпревари, се очекува и завршницата од Купата на Македонија. Какви се амбициите и на двата клубова, важи и за МЗТ Скопје и за работнички, двојна круна, се размислува за нешто такво, можно ли е нешто такво, може ли да се очекува некој друг клуб да излезе во прв план? Видите, ја мислам за мене, првенството уште не е званично, мислам тоа е почнато, меѓутоа дури сега престојат правите пресметки, затоа што кога ќе останеме 6 екипи, тогаш играте среда сабота, тогаш треба да имате многу поголем фонд на играчи, посвежи, кој ќе помене тимот кој што во моментов МЗТ по мене е фаворит затоа што благ фаворит затоа што сепак мислам дека има најголем ростер. Згоре на тоа кога ќе почнеме меѓу 6 да играме, тогаш има право со тројца странци да игра. Тука Игор сигурно ќе ги вбројам и Благотехна и Куманово како две екипи кои што навистина доста се позасилија и играат доста добро во дел на првенството и тука сме ние како работнички кои што ќе дадеме сигурно и ние се од себе, нема да се предадеме така лесно. Мислам дека таа четворка ќе го води главниот збор за во борбата околу шампионската титула. Без да навредам некој друг клуб. Амбициите, мислам, се знаат. Уште кога сум седнал на тоа столче, се знаат. Со тоа живееме секој ден, али за да ни биде полесно, живееме од утакмица до утакмица или две утакмици унапред, чекор по чекор. Наше е да даеме максимум, се спремаме максимално. А што ќе биде, тоа не може да знаеме од се. Као што кажа, има доста добри и Македонија екипи. Као што е работнички, не сакам да коментирам, се знае, таму се искусни играчи што имаат стварно поминато многу. Со тренер кој што се знаат доста време, кај што неговиот систем го знаат, кај што едноставно без да зборат они може да играат. Али тука е исто Кожов, кој што по мене направи солиден ростер со неколку измени. Тука е Фени, Гостивар не смеам да го заборавам, кај што мислам дека со таа атмосфера он што има таму и со тие играчи сега што ги зема, плюс кој ќе може да игра тројца странци, он мислам дека таму ќе биде многу незгоден терен за победа. И ако он влезе во последни 4, тој што ќе се падне, као да речам дека ние сме фаворити работнички МЗТ за тоа финале, мислам дека ќе му биде пеколно тешко да го помине Гости. Во завршниот дел имам само едно прашање. Над 180 поени или под 180 поени очекувате? Ова не прашал за кладилница? Да. Кладилница не играм. Тоа за традицијата која што ја имате од претходно. Ние ќе пробаме да играме со помалце кошеви, да играме подобро одбрана, пошто ни критикувавте преска многу кошеви. На минатото дерби ќе пробаме ја и Џоле да играме со подобро одбрана утре, па сега ќе видиме. Би одлучите дали ќе биде над 180 или под како ќе играте. Али критика секако има. Ако играш добро, немаш кошеви. Тоа е секако. Слаб не, ќе рече слаба утакмица. Во секој случај, јас ќе речам ви благодарам за одвоеното време. Драго ми беше што бевте гости во ова издание на Спорт 1. Оставаме простор за кошарката и во иднина да проанализираме за она што ќе се случува и по завршницата од сезоната да направиме ретроспектива за тоа кој освои, зошто освои и требаше ли да освои. Благодарам многу на поканата и многу ми е драго што сепак одвоивте време да направите на ваква емисија за кошарката. Ви благодарам. Уште еднаш. Благодарам и од мене, кај што стварно секоја чест за тоа што направивте емисија
за кошарка и да почне нешто јавно да се зборува за кошарка и да се отворат некои работи и да се слушнат од луѓе кои се директно инволвирани во кошарката секојдневно. И тоа е многу битно. Во иднина би можело играчи и други тренери, би било тоа баш добро. Сега час. Ви благодарам за убавите зборови и посакувам многу среќа во големото вечно дерби на градот Скопје меѓу работнички и МЗТ Скопје. Почитувани, тука правиме една кратка пауза, а потоа се враќаме со останатите содржини. И од кошарката продолжуваме на оној втор спорт кој што ќе биде исто така во центарот на вниманието овој викенд, а тоа е домашното фудбалско првенство. Ќе се игра 21-то надпреварувачко коло во дербито на рундата работнички на Филип II арената во нашата метропола. Ќе го пречека тимот на Академија Пандев. Повеќе на оваа тема од прилогот на колегата Слаѓан Ивковиќ. Возбудливи и интересни надпревари викендов се очекува да понуди прволигашката фудбалска конкуренција. Актуелниот шампион Шкендија е на тешко гостување во Чаир кај тимот на Шкупи, иако бранителот на титулата важи за фаворит на хартија, сепак дека нема да му биде лесно, говори формата на чаирчани кои се без пораз веќе 9 надпревари во низа, уште од ноември минатата година кога загубија токму од Шкендија во Тетово со 3-0. Во меѓусебните надпревари традицијата убедливо е на страната на Шкендија со 6 победи поред. Последен пат Шкупи се израдува на триумф против Шкендија во 2016 година. Возбудливо се очекува да биде и на градски парк каде работнички домаќин на Академија Пандев. Ова ќе биде директна пресметка за третата позиција која дава шанса за летна авантура на европската фудбалска сцена. Пандевци ќе атакуваат за задржување на високата разлика во однос на романтичарите, која моментално е огромни 5 бода, но исто така и за потиснување на вице-шампионот Вардар на второто место. На Вардар пак му предстои гостински надпревар против најслабиот тим сезонава Беласица. Останатите две средби во 22-то редовно коло од првата фудбалска лига се меѓу Ренова Македонија Ѓорче Петров и Силекс Победа. На табелата Шкендија без проблеми се одржува начелната позиција со дури 9 бода разлика во однос на второпласираниот Вардар. Трета е Академија Пандев со 36, пред работнички со 31 бод. Шкупи е пети со 30, Ренова шеста со 26, следува Македонија Ѓорче Петров со 22, пред Силекс со 21 бод. Во битката за опстанок се Победа и Беласица со по 18 бода. Продолжуваме со наградната игра, со оние 5 прашања со понудени одговори и 5 награди од нашите спонзори за нашите најверни гледачи и секако оние кои што се најупорни за да не добијат и да се обидат да освојат награда. Мислам дека го имаме веќе првиот гледач и предлагам да го вклучиме. Ало, добро вечер. Добро вечер. Телефон Љупчо. Здраво, Љупчо. Ги знаеш правилата, постојат 5 прашања од 1 до 5, бирате број, а потоа ќе видиме дали ќе знаете да го одговорите прашањето. Број 1. Број 1. Да. Одиме со првото прашање во оваа најнова наградна игра во Спорт 1, а тоа е кој е домаќин на градското кошаркарско дерби кое што ќе се игра викендов во Скопје? Домаќин ќе биде работнички. Домаќин е работнички. Да. Тоа е точниот одговор. Вие добивате фотелја од Атлантик Комерц со продавница на Битпазар и новоотворена продавница во Скопјанка. Покрај работнички, ќе подсетам само понудени одговори беа МЗТ Скопје и неутрален терен. Ќе подсетам и на правилата за учество во оваа наградна игра. За нив можете да прочитате повеќе на нашиот сајт edentava.mk, а наградите може да ги подигнете од понеделник до петок од 10 до 16 часот во просториите на EDENTV. Првото прашање е точно одговорено, остануваат уште 4 за нашите гледачи. Верувам дека го имаме веќе и следниот на линија, остануваат уште 4 прашања. Дали имаме гледач на линија? Добро вечер. Ало, добро вечер. Добро вечер. Остануваат 2, 3, 4 или 5? Број 3. Број 3. Број 3 гласи вака. Кој е тренер на МЗТ Скопје Аеродром? Можни одговори: Емил Рајковиќ, Бобан Митев или Ѓорѓи Кочов? Гостин беше во емисијата вечерова. Под број 3, Ѓорѓи Кочов. Ѓорѓи Кочов е точниот одговор, а за него добивате куфер од Атлантик Комерц. Ви благодарам за јавувањето, се надевам дека ја следевте емисијата од почетокот па се до овој момент. Уживајте во вашата награда, одговорени се 2 прашања, 1 и 3, остануваат уште 2, 4 или 5.
Кошарката беше главна тема на денешната емисија, а секако ќе оставиме простори за оно, ќе видиме што ќе се случува во големото градско дерби утре од 17 часот и 30 минути во салата Градски парк. Ќе се игра големото дерби меѓу Работнички и МЗТ Скопје Аеродром. Одиме веќе и со следниот гледач. Добро вечер. Добро вечер. Кој се јавува? Боријан. Боријан 2, 4 или 5? 4. 4 е кој е лидер во домашното кошаркарско првенство по 15 одиграни кола, Работнички, Блокот Техна или МЗТ Скопје Аеродром? Работнички. За точниот одговор добивате Профит протеински шейк. Ви благодарам за јавувањето и ве поздравувам, ве поканувам да бидете со нашата програма и во продолжение да гледате емисијата Спорт 1 секој петок од 21 часот. И остануваат уште две неодговорени прашања, тоа се прашањата под бројот 2 и под бројот 5. Добро вечер. Добро вечер. Конечно, дама, честит празник, честит 8 март. Ви благодарам многу. Ви благодарам. Бирате 2 или 5? Да, нека биде 2. Нека биде 2. А прашањето број 2 гласи: кој е тренер на сениорскиот тим на кошаркарскиот клуб Работнички? Марин Докузовски, Маријан Србиновски или Алеш Пипан? Маријан Докузовски. Марин Докузовски. Точниот одговор е Марин Докузовски. Профит протеински шейк без ГМО и глутен со додадени витамини, минерали и колаген. Тоа е наградата која што ја добивате и го очекуваме и во продолжение последниот гледач, односно доколку го погоди точниот одговор на прашањето ќе биде последниот, но останува уште петото прашање во рамките на оваа наградна игра. Ќе подсетам уште еднаш за оние кои што не следа од почетокот, кошарката беше во центарот на вниманието, ќе може да погледнете и оваа емисија на Спорт 1 на нашиот официјален YouTube канал, да видите зашто тоа говоревме со двајцата тренери на МЗТ Скопје Аеродром и на кошаркарскиот клуб Работнички, за тоа какви се нивните очекувања, ставови во пресрет на дербито, но и за нивните предизвици кои што ги очекуваат до крајот на оваа надпреварувачка сезона, како во домашното првенство, така и во меѓународните каде што учествуваат. Тука мислам конкретно на екипата на МЗТ Скопје Аеродром. Одиме со следниот гледач. Добро вечер. Дали имаме... Добро вечер. Добро вечер. Кој се јавува? Весна од Аеродром. Весна од Аеродром, честит 8 март. Благодарам. Честит нека и на сите жени на цел свет и на Македонија и на сите мајки посебно, затоа што сметам дека мајката е таа што го заслужува овој празник. Честитам и се приклучувам на вашите честитки и жал ми е што немате простор да бирате, останува само петото прашање неодговорено. Одиме со петото прашање: кој македонски клуб игра во АБА 2 лигата? Понудени одговори се Кожув, Фен Индустрија или МЗТ Скопје Аеродром. Дали се слушаме? Да. Кој македонски клуб игра во АБА 2? Кожув, Фен Индустрија или МЗТ Скопје Аеродром? МЗТ Скопје Аеродром. МЗТ Скопје Аеродром, логично е да го знаете точниот одговор кога веќе и живеете во аеродром. Вие добивате Профит бонбони за слабење. И ви благодарам за јавувањето, уште еднаш честитки за добиената награда, почитувани во однос на она што оди во продолжение. Во завршницата од оваа емисија на Спорт 1 сакам да честитам на еден поинаков начин за празникот кој што денеска го обедини светот. 100 годишнина од Меѓународниот ден на борбата за еднаквост, 8 март. Почитувани дами, ви посакувам истрајност, ведрина, мотив и љубов, бидете здрави, бидете живи и продолжите гласно да говорите за неравноправност. Во продолжение, убавите жени од Блаже Конески во изведба на неповторливата Софија Гогова Врчаковска. Уживајте. Убавите жени во мојот народ, тие брзо пресутувале, како цутот кајсија, како мајски јоргован. О, неправда! Тие им припаѓале на неизбрани мажи. Нивните коси дење сплетени во прцлиња, ноќе распуштени по градите и куковите. Нивниот постап на препелица набрзо го сопинала унечка. Нивната младост поминувала како мирисна липа што го одвева ветрот. Набрзо
Тие седнувале напорта, со наведната глава и издадени коленици, со нечујна издишка. Убавите жени, несрекните жени, тие брзо прецутувале, како цутот кајсија, како мајски јоргован. Убавите жени. Уживате во остатокот од овој последен работен ден за оваа работна седмица, уживате и во викендов, уживате во спортот, гледајте го големото дерби меѓу Работнички и МЗТ Скопје и гледате Еден ТВ. Ви благодарам за вниманието и ве поздравувам.